Да си кажеме добре дојдовте. Денеска зборуваме за театарот како огледало на општеството, за уметноста што ги отвора темите кои најчесто ги забораваме или избегнуваме и за институцијата што годинава одбележува 80 години јубилеј, Македонскиот народен театар. На сцената МНТ ничија земја успеа да го претвори хуморот во оружје, а конфликтот во жестока човечка приказна. Представа што ја освои регионалната публика и ја наполни салата во Будимпешта и го потврди она што сите одамна го знаеме, дека Македонскиот народен театар може и знае да зборува гласно, моќно и искрено. Со нас се дел од актерите во оваа представа, односно актерката Софија Насевска Трифуновска и актерот Тони Михайловски. Добре дојдовте во Телма, Добро ве најдовме. Добро ве најдовме. Уште сте под импресии, веројатно. Се вративте од Будимпешта сега скоро, пред неколку дена, минатата недела. Таму еве аплаузи и реакции по унгарските медиуми, што не се случува често, за жал. Дали тоа покажува дека сме многу добри или пак не си ја знаеме цената дома и не знаеме самите да си се валоризираме и цениме? Оваа представа како што беше примена во Будимпешта, јас можам да тврдам дека беше примена исто така и кај нас, затоа што мојата ситуација во оваа представа да влезам е како за мене, јас нејзе ја играм заедно со мојата драга колешка Камка Тоциновски. А кога дојдов да ја гледам на премиера, и Тони не играше во тој момент. Ние двајца сме замена во таа представа. Истото примање од страна на публиката го имаше и кај нас. Значи, ние исто така ги наградивме на актерите со долго траен аплауз, нели? И беше прекрасно да се најдам од другата страна и да бидам дел од представата. За мене тоа драгоцено. Така што... Да, она главна линија на оваа представа е гениалноста на Александар Морвов. Да. Режисерот. Со кој што ние пак немавме среќа да соработуваме во таа прилика. Да, него влетавме, Софија замени Камка, јас го заменив Никола Ацевски. И ние сме падобранци во представата, но ова е материјал што не можеш да не го засакаш. Мислам, Оскаровец од Босански, нели, на Дани Становиќ, Ничија земја. Морвов успеа така пластично, така реално да го пренесе на сцената на МНТ, што имате чувство дека во еден момент гледате филмски сет пред вас. Не сте на актерска сцена, театарска сцена. И живоста што ја внесе внатре, приказната што ја носи унутра, дека посебно сега у ово лудо време, дека војната уствари може да ги натера и најголемите непријатели да станат пријатели, можеби. Или да се сетат дека биле пријатели пред да почне војната. Или да заборават зошто војуваат. Да заборават зошто војуваат. И многу интересна, нели, тоа делото е на вистина. Добро, но сепак е различно вие кога ја наградувате публиката или ние кога ве наградуваме на сцената на Македонскиот народен театар дома. И различно е кога настапувате пред публика која не го разбира македонскиот јазик. Вие таму зборувате на македонски, публиката не го разбира, меѓутоа сепак на крај ги доживува емоциите, пораката што ја испраќате, ги допира и ве наградува со аплауз. Не беше така само во Будимпешта, прочитав некаде дека претходно во Ќустендил и на други сцени настапивте со Ничија земја. И веројатно пораката бидејќи е универзална, допира до сите. И за жал вечна. И за жал вечна. Да, апсолутно. Да не се разбереме погрешно, македонската публика е прекрасна публика. Сите емоции што ги споделува со нас таа публика и сите подароци што ни ги дава во форма на аплауз и поддршка се, мислам, очигледни тоа. При тоа јас себе се сметам за, сега вака како 58 годишен човек, дека 35 години градам публика. Значи, во Македонија, оној што имал 18 години кој е дошол, да речеме, прв пат да ме гледа, сега има 35 години плюс. Или оној што имал 14-15 години, било која возраст, значи ние успеавме да изградиме на публика. Проблемот кај мене е повеќе културата да си го заземе пиедесталот кој го заслужува, третиран од државните апарати, конкретно од публиката, немаме никаков проблем. Во таа смисла она не поддржува, купува карти, не сака, плаче со нас, се смее. Не мислев на публиката дека не знае да ве цени и валоризира. Кога прашав дали самите не се цениме доволно, кога гледаме како сме успешни надвор и како што МНТ на својата интернет страница вели МНТ излезе на европската сцена. Да, така. Прашањето беше поставуваме стандарди и надвор или пак се ова некои слемежливи обиди? Не, МНТ да ги поставува тие стандарди, има долга. Тие се стандардни. Да. Има долга низа на награди, на фестивали посетувано, но добро да речеме сме имали големи паузи кога малце сме се претвориле во мочуриште, условно кажано, кога било какво камче правело бранови. Да, сме биле пасивни, можеби, меѓутоа сега овој период можам да кажам дека навистина газиме силно, цврсто и моќно на не само на нашата сцена, туку и надвор. Значи, Тони игра во една известна представа која што
како што имаше премиера народен пратеник, таа веднаш тргна да го оди својот пат на надвор, на другите сцени и буквално сега кај што отида не се вратија без награда. Ќе зборуваме и за јубилеот 80 години МНТ и тоа е исклучително успешна година зад вас, зад МНТ, веројатно од 12 наваму народен пратеник, па Варвари сега премиера пред да заминете во Будимпешта, ничија земја, еве, не ја споменувам, меѓутоа еве, можем така да кажам, правите парче по регионот. И уште едно 5-6 проекти паралелно покрај овие три кои се случија, помали проекти, се помали од другата по споредната линија, меѓутоа исто така поставени на репертоар. Исклучително успешни. Да. Ова значи дека конечно и тргна на македонското глумиште му тргна, на МНТ му тргна. Немаме виш понатаму проблеми во културата. Ова значи дека театарот си работи својата работа. Точно. Проблемите остануваат. Да. Па имаме некои одредени проблеми, мислам, не знам, од типот на намалување на плати имавме, ако сега ме прашувате технички, се најавува уште некое ново намалување на плати, некои луѓе не се померени во групи. Зошто намалување? Како е тоа објаснето? Па еве да речеме дека Министерството за култура на чело со тој што го води во моментот одлучило дека треба да им се скратат платите на глумците дека биле многу големи. Не знам, тоа е спекулација. Тоа е доста комплицирана тема која што и јас лично не разбирам баш. Колективниот договор не го потпишуваат, некако малце се гледа тоа. Сега ќе ни го преиспитуваат колективниот договор дали е Тоа е генерално кратење на платите на уметниците или веќе се случи тоа. Кратење на платење. Да, веќе се случи. Само на глумците или на сите што работат во културата. Културните работници. Тоа беше минатата година, а сега не знаеме што не чека, неизвестно е затоа што тоа треба да се случи нели во иднина и тоа се да. Освен платите, што е друг предизвик, вака генерално кога зборуваме за предизвик, па потоа зборуваме за убавите. Па видите, многу мали буџети за продукција. Точно, тоа е исто втората работа, кога да речеме, мислам сега да не звучам мрачен денов, секако па да не го замрачувам ја дополнително, али да речеме, стално го компарирам тоа дека тројца пратеници имаат 10 милиона патни трошкови за година дена, МНТ има 4-5 милиона за година дена буџет. Што не мислам не може да се бара дека ќе се развие културата. Еден проект на МНТ му кошта 4-5 милиони, условно кажано, а ние имаме 4-5 милиони за цела година да речеме добиено. Кој што ги враќа нели на најдобар начин. Да, при тоа МНТ заработува, на каса се продаваат. Значи ние играме публика, играме представи пред полн салон. Апсолутно. Значи ние веќе неколку години не сме изиграле представа, а да не е полна со публика. Тоа е поголемо нешто од тоа, мислам дека нема. Имаме ние проблем кога се префрлivме у новата зграда, една публика 5-60 години тренирана во старото баракче кај што е сега комедија, и тоа се навики нели на циркулирање. Ти идеш таму, па идеш таму со години во тој театар. И одеднаш се пребацивме кај Гоце Делчев, па требаше време, едно 10 години. Дури нам не требаше време. И ние да се навикнеме. На сцената и луѓето на на комедија и подаривме истренирана навикната публика, изволте. Задржете си, што е регулар, они си го оправдаат тоа постоење. Секако да. Околу тоа како театар и МНТ така некако се избори. Сега 80 години правиме, имавме мала несреќа, голема несреќа, пардон, се случи трагедијата во Кочани. И заради тоа се одложи. Тоа требаше во март да се случи, конкретно Варвари требаше да биде представата во режија на Владимир Милчин, дело на Максим Горки, да биде за 80 години одбележување на јубилеот, како што приличи во април е јубилеот инаку. Требаше да биде во април, така да. Требаше да биде 3-4 април тука некаде. Така, меѓутоа се одложи поради Кочани. Се одложи поради Кочани, сето тоа и сега Варвари си излезе, но да речеме дека управата на театарот направи дека во склопот на 80 години ќе се појават неколку премиери. Да. И сите ќе бидат во склопот за да немаме сега која беше ова, ќе има и некоја патронатна прослава за одбележување на 80 години дополнително. Да, која што сега треба да се случи. Дејан Пројковски ќе почне да го работи тоа скоро, така што тоа до крајот на годината ќе излезе, тоа треба да биде нешто спектакуларно, да. Патронатче рециталче нешто такви работи, значи да, кога станува збор за платите, веројатно се размислува што ќе ви се плати високи кога имате публика. За актерите, за актерот тоа најдобрата награда. Имаш ти доста ти е. А што баш кај популарен си, што сакаш уште и пари да ти дадеме заради тоа. Во ничија земја. Ако треба, ако не мора. Во ничија земја има еден момент кога вистината е заглавена токму во ничија земја, каде е заглавена вистината во македонското општество денес. Така генерално ако инспирирано од пораката. Македонската вистина е растргната помеѓу, како се вика, непотизмот, корупцијата, лукративните
пориви кои ги водат луѓето, мислам дека тука е растргнато општеството некако. И Моралните може би до менталитетот. Јас мислам дека и до менталитетот. Многу, затоа што ние само што дојдовме од Будимпешта, каде што можам да ви кажам дека тоа милионски град кој бил, јас веќе трет пат одам таму. Значи има народ колку што има во цела наша држава. Меѓутоа надвор мириса на свеж, бистар, планински воздух, така. А сега кога доаѓав од дома навамо, имаше ѓубре насекаде. Мислам дека ние патиме од нашиот менталитет многу. И дека тоа голема штета. Да, сигурно. Вие лично што најмногу ве допре од ничија земја и од вашите улоги таму кои ги играте, Тони вели лежачка улога има, бидејќи човекот е со мината кој треба да се деминира. Дали ничија земја за вас лично представува место на конфликт, место на вистина или место за нов почеток? Каква би била таа една филозофска порака која вие лично ја доживеавте од представата? Сигурно не е нов почеток, затоа што тоа циклично се случува секаде во светот, се случувало од почеток на цивилизација па сега, ќе се случува нели и во иднина. За жал тоа е едно нешто кое што е вечно. Тоа нема да не одмине ни нас, меѓутоа мислам дека она што може да се научи е тоа да си ги чуваме пријателите и да не се заборавиме меѓу себе. Значи затоа што таму има некои ситуации кои што се за мене многу травматични, босанскиот и српскиот камп, кога нели ти текнува на таа што ми беше керка, ти беше дел. Сега не се сеќавам точно. Двајцата кампови меѓу себе, едниот му вика се знаат, другари се сега војуваат, еден на босанска страна, еден на овој керка му ја израснал, ја носеле комши и биле. Меѓутоа ете сега војната ги довела до тоа. Војната е најголема константа на планетава, најверојатно тоа е, а мирот е најголем губитник, иако по него мечтаеме и сонуваме за него, го прогласуваме. Ако земете да направите некоја анализа после Втора светска војна, малте нема еден ден со мир на планетава, без војна. Така да тоа е најголемата константа, а штетите што ги носи, па видете, се ако збориме баш така, некоја војна тропа на светска врата во моментов, сите ја игнорираме. Полека се правиме као дека нели тоа нема да ескалира до таму, а оваа па представа ни кажува дека војната го уништува човекот. Човечното во човекот, што е најлошо. Потоа имаме општество кое е деградирано. Да, микросвет и макросвет. Значи, последиците од тие кои војувале потоа не можат да изградат нормално општество. Се базира на фрустрации, на болести, на трауми, на... Така, и представата е драма или црна комедија, и кој дел победува во вас, комедијата или трагедијата? Трагедијата победува, она е смешна, има доволно сегменти, меѓутоа на крајот е трагедијата преку виц. Зашто е балканска? Да. И затоа што ние го имаме тој квалитет како балканци да најдеме баш во црната комедија да најдеме нешто кое што ќе блесне нашиот дух, значи на било кој начин. Затоа е таа така црна комедија. Преку вици тоа многу е травматична и трагична, да. Да, многу добар виц. Некој човек те боли, ама се смееш. Да, некој човек одел по пат и пропаднал во една провалија. И паѓал така во провалијата и се фатил за една гранка. И виси надоле длабоко угоре, високо, нема никој се држи за гранката и вика: "Помош, ќе ми помогне ли некој? Господи, те молам, помогни ми." И се појавува Господ пред него у целиот негов раскош. И му вика: "Синко мој, верувај ми. Пушти ја раката и ќе бидеш спасен. Верувај во мене." Овој го погледнал и едно време рекол: "Има ли некој друг да ми помогне?" Од тебе ништо. Тоа е, пази, преку така завршува представата. Дани Становиќ навистина направил маестрално дело во сцената на Софија кога се појавува како американски новинар или англиски новинар, еден од ликовите, Нино, прашува: "Убаво ли се продава смртта? Убаво ли се продава нашата смрт?" Од све што гледаме во војната се продава на телевизиите денеска по канали, по. Да. Така да додека светот не гледа со гадност. Така, кога ја спомена смртта како се продава и новинарската провокација, нели представата се фокусира и на таа медиумска сензационалност и токму го иронизира тој дел. Тони, ти си човек кој е често премногу медиумски експониран. Од каде тоа? Па те знаат. Во минатото. Како се препознаваш во таа сатира на прашањето на британскиот новинар кој го поставува тоа прашање? Па види, и нашата смрт во новија простори, во една сулуда војна што ја имавме, исто така се продаваше. Трагедиите исто така се продаваат.
не е исклучено. Едноставно, најверојатно сме се навикнале на тоа и не треба да не чуди. Во такво време живееме 70-80 години, во кои што нели се веќе мора јавно да биде прикажано, да се дзирне од некоја страна, за да ја покрие нашата радозналост. Посебно сега, да. Да, ама радозналост е убило не и мачката, а камо ли човекот, така да. Софија, вашиот лик е дел од еден силен ансамбл, а представата е токму машки воен свет. Да. Беше ли тоа поголем предизвик? Особено што влетавте како резервист. Тоа прашање го добив и во Будимпешта. Тоа за мене не е предизвик да работам со машки, зборам како актерка сега, меѓутоа во представата тоа си е еден карактер кој што е баш типичен пример, еклатантен за тоа светот како не гледа нас. Значи, јас немав никаков проблем со тоа, овие луѓе, сите тие со кои што соработувам веќе цел живот, веќе не ги гледам како машки или женски, туку тоа ми се луѓето со кои што сум секојдневна и ми е прекрасно со нив. Сакам само да напоменам дека во представата не сум јас единствениот женски лик, туку има и две професионални актерки кои што се мои колешки, Кристина Гиева и Марија Цветановска, мислам. Сакам да ги споменам затоа што тогаш не ги спомена во тоа интервју. Сметам дека треба и ним да им се даде нивното заслужено место, иако нема текст во представата, мислам дека се уште повеќе интегрален дел од представата од што сум ја, затоа што јас така улетав исто како и Тони. Не, прашањето беше повеќе генерално како жените денеска се третирани и во македонскиот театар. Дали треба повеќе да се докажуваат од вашите машки колеги и за медиумската сензација на крајот што се обработува во представата? Недостасуваат ликови тоа. Да, во светската драматургија од секогаш па и сега, значи женските улоги се сведени на еден минимум, тие се секогаш во функција на машките ликови. И има многу помалку простор за женска актерка да се оствари, да има едно огромно CV со големи улоги, одошто има еден машки актер, така што сега представата која работевме со професорот Владимир Милчин ми ја даде таа можност мене да играм една убава улога која што јас ја сакам, мене и на моите драги колешки, зашто сум исклучително благодарна и посакувам тоа да ни се случува многу почесто. Добро, освен во Ничија земја, играте заедно и во Варвари, таа нова представа што ја споменавте, чија премиера беше сега неодамна, по текст на Максим Горки, нели? Да. Режија на Милчин. Владимир Милчин. Има ли денешно во време повеќе Варвари? Јас не сум ја гледал представата, веројатно. Да. Кога ќе се направи паралела со светот на Максим Горки од почетокот на минатиот век и ова време денес? Многу текстови се не порака, туку шамар. Па дури некои се клоца во стомак. Кога ќе ги изгледате времето кога се напишани дека 100 години, 200 години потоа ништо не се променило, освен технологијата која е напреднала па ги сменила околностите. И облеката различна исто. Да, костимот е. Истите Варвари само во другиот дел? Во друга денеска инсталирани. Значи Варвари кои да речеме, не знам, заради прогресот може да ги продадат и националните интереси. Варвари кои заради прогресот ќе уништат и водата и воздухот на луѓето. Варвари кои за да, не знам, ќе се тркаат, ќе се борат против природата. Варвари кои се уништиле себе си и ги влечат сите други полека во бездната, во мучуриштето. Варвари кои не сакаат да мрднат од точката до која што се стигнати, да речеме, нели? Кога работевме представата, што е Варварин па денеска? Па тоа, нели се прашувавме додека го работевме процесот и анализиравме со професорот, тој често знаеше на почеток да не праша дали конкретно твојот лик е Варвари, дали е твојот лик, дали мојот лик. Ние сме 23 актери, 23 значи ликови. И на почеток не бевме сигурни сите да одговориме за конкретно јас за мојот лик не бев сигурна да кажам дали е тоа Варварин или не. Сега од оваа дистанца, кога сето тоа одмина, сум сигурна дека секој еден од тие 23 е Варварин. Како што е веројатно преносно во ова општество наше денес. Некој па кон себе. На различен начин. Не само кон другите. И тука сме немакни бидејќи тоа е човековата природа. Точно. Или можеме нешто да смениме, еве на пример со овие пораки кои публиката после откако ќе изгледа представата ќе свати, можеби ќе допре до неа и ќе се обидеме од театарската сала да излеземе со желба да бидеме подобри луѓе. Вака театарот не знам, не едуцира. Значи театарот освестува, огледало се забавувате, освестува, може да ти поткрене некои мисли. Театарот го чува јазикот, традицијата. Ние сме носители на македонскиот збор 80 години и го чуваме. И тоа
секој оној што мислел дека е поголем од Македонскиот народен театар со функцијата која му е дадена, во минатото се покажало дека сгрешил. Дека театарот е поголем од продолжува, од сите е поголем. И не знам, мислам дали театарот денеска може да му помогне или дали можам некому да му вратам верба во театарот, пошто и мојот театар и моите улоги се полни со сомнежи. И дали може да се промени човековата природа, затоа што јас мислам дека баш конкретно тоа што го кажавте, дека тоа е интегрална човечка природа. Да бидеш Тони и Софија играат варвари во представата, варвари. Дали Тони и Софија кога ќе излезат од МНТ и кога ќе го заборават ликот, се повторно варвари? Не. Секој се обидува да го живее животот според своите морални, етички начала. Јас во животот, во принцип, се обидувам да не бидам варварин, ни кон другите, ни кон себе си. Тоа можам само лично да го кажам. Значи, им ја препуштивме сцената на варварите? Варварите се мнозинство на сцената? Ние сме малцинство што се обидуваме да не бидеме варвари или како? Не. Може варварино да биде прикриен под секаков плашт, ако сакате. Тоа денеска бар не е проблем, така? Посебно под интелектуалниот плашт од оздола да биде варварин. Под моралниот плашт од оздола да имате варварин, труло нешто, нели, што е обландирано со нешто само да изгледа поинаку. Не мислам дека театарот може некому да му помогне, да пренесе порака, да дигне револуција за претходното прашање, но театарот може да забави, да те натера да размислуваш и да ти каже, да ти укаже дали си се променил за разлика од минатото како човечка природа и карактер. Да, може тебе образованието е тоа што ни фали за да имаме помалку варвари. Да. Не е театар. Театарот, да, образованието е тоа што ни фали. Оти ако немаме добро образование, ќе имаме неписмени актери, неписмени новинари, неписмени лекари, неписмени пилоти, полицајци, све ќе биде варварско. Тоа е основата на едно општество. На тоа, за да ги натераме луѓето на театар да доаѓаат во образованието, се зачнува идејата. Ова дело, па погледнете го во театар, нели? Од таму тргнува се. Мислам дека тука ни е можеби малку грешката и тука се најголемите варварства. Не знам, не би кажал за луѓе. Добро, но публиката е вратена во театрите. Еве, сами кажувате, салите се полни. Еве, 80 години МНТ јубилеј, 80 години чувар на идентитетот или театар што го обликува идентитетот или го чува јазикот, културата. Ние мораме да си го пофалиме сегашниот директор. Навистина. Навистина, бидејќи тоа беше поканет Кимовски каде. Се разболе, еве извинување од негово име, навистина доста напорен период за него. Во некоја следна проекти, МНТ трасиран, мапиран на светска, на европска мапа, театарска. Да, и беше со нас сето тоа време, значи и физички и ментално, така што се измори. Човек од театарот, инспициент човек, дел од ансамблот, човек што ја познава и техниката внатре што работи во театарот, и ансамблот уметничкиот, и администрацијата, со сите во едноставно не знам каква му била намерата на министерот, но ова беше десетка, односно најдобриот можен избор за директор на Македонски народен театар беше и е се уште Никола Кимовски. Значи го пофаливте и директорот и министерот сега. Не, за министерот не. За одлуката ти си го пофали. Ја реков, не знам каква е намерата. Директорот ни е навистина прекрасен, значи не го гледам така, да, апсолутно. Директорот ни е. Значи тој е еден од ретките луѓе кои што се уште инсистира да ја води како инспициент ова конкретна представа, иако е во функција на директор. Тој доаѓа со нас на патување како директор, меѓутоа настапува во улога на инспициент. И кога играме во Скопје, таа позиција не знам да изговорам правилно, тој е главен организатор, како главен продуцент некако, така. Организатор. Он е олицетворение на све она што може да кажеме дека еден функционален водач на представа. Олицетворение на успешен директор. Така. Значи тоа што е зад сцената, боле олицетворение не сме имале до сега. Добро, кого не сме навикнати тони некого вака да фали, кого освен директорот би пофалиле. Сите актери кои што работат без генерално кога прашувам за креаторите на политика, мислам, оние што од кои зависи културата денес во Македонија. Кога би ве прашале што би им советувале? Да не ме разберат погрешно. Немам ја ништо против него како човек, против кого? Против министерот за култура. Меѓутоа министерот за култура на 3 последни премиери во МНТ нема дојдено. Тоа е повеќе од јасна порака. Министерот, на кој што му е задолжение да оди на премиери, нема дојдено на 12-ка, затоа што наводно била добра, сега да не ширам, нема дојдено на премиера на Народен пратеник и нема дојдено на Варвари, представа на неговиот професор кој што му дал леп во рацете. Сега ја да не го задолжувам премиер. Може бил западен или не бил тука? Не може, Горан 3 пати да биде заложен, но меѓувреме отиде у Београд на премиера на представата на еден македонски режисер со цел кабинет.
Каква порака, како го доживувате тоа? Па некој комплекс најверојатно лечи, ама ја тоа не би сакал да го... Не знам, не може толку да немаш време за Македонскиот народен театар за 3 Мислам дека имаше некој премиери. здравствен проблем кога беше Варвари во Три пати, ама прашање. три Добро изложение, веројатно. Да. Зоеве еднаш бил болен, а 2 пати. Очигледно сака да ни прати некоја порака, ја не можам да го разберам поинаку. Тоа е игнорирањето, е највисок степен на омраза. Значи највисок степен, не да го истепаш човек, не да го испљукаш, не да го изнаградиш, туку да го игнорираш. Не знам што е во прашање, меѓутоа не му е во ред тоа. И сега да ви кажам нешто. Очигледно дека имаме некои во театарот влегуваат само кога имаат партиски прослави. Немаат влезено во театар. Многу малце ги гледаме политичарите, нити премиерот го видовме, добро. нити председателката ја видовме во театар. Некако им фали култура. Го дели ансамбл. Не, Јас ова е моје едноставно- индивидуално мислење, не ја наметнувам. Дали ова поради твоите обиди во политиката? Не е заради мене, ова представите играат Бидејќи Софија малку прекрасни луѓе. се обидува да се огради од овој Јас се обидувам да се оградам, Да, затоа да, што да. апсолутно не ја гледам потребата јас лично да се занимавам со тоа. Верувајте ми, значи јас сакам да си работам мојата така. професија многу едноставно, јас сум многу навистина едноставен човек, сакам да одам, да си го сработам тоа најдобро што можам, да И си да не се отидам дома оптоварам кај со- семејството. Затоа мене не ме интересира кој дошол во публика. Оние што ме интересираат се луѓето кои што ги почитувам, го вреднувам нивното мислење, а тоа се најчесто мои блиски луѓе и многу сакам тие да ми кажат што мислат за известна представа. Значи кога ќе ми дојде Тони мене да ме гледа во представа во која што јас сум играла, јас ќе бидам пресрекна затоа што тој ќе ми каже што има да ми каже и обратно. Значи јас за тоа живеам и така сакам да функционирам и да работам. Затоа велам Тони Михајловски со сиот свој габарит и бекграунд. После толку представи, толку носечки, водечки главни улоги и сето тоа што го постигнал и обидите за политика, дали оваа доза на резигнираност и покрај твојата творечка енергија што се чувствува, со каков жар зборуваш за се, е дел на тие неостварени политички амбиции? Јас Горан никогаш не сум дозволил било кој медиокритет, искомплексиран или сфрустриран на позиција или активна глупост да ми го убие меракот за театарот и љубовта кон мојата професија. Да, голем му е меракот, вистина. Огромен. Значи и уживам со моите колеги, видете, публиката е таа која ни го вреднува. Пари ни даваат за да функционираме овие другиве кои што некако не функционираат како што треба. Тука е најголемиот конфликт. Кога ние би биле само одржливи како театар и би работеле само со публика, верувајте не би се занимавале со тоа кој е министер, кој колку буџет дал. Тоа е толку моментално во однос на она што ние го работиме и минливо. Значи тоа е денес, тоа можеби нема да биде утре ќе се соочиме со некој друг тип на проблеми. Меѓутоа она што нам ни е важно, за мене зборувам, меѓутоа тука мислам и на Тони, е нашата комуникација и привилегијата да се занимаваме со ваква професија, зашто верувајте, многу е тешка, меѓутоа во исто време е исклучително драгоцена. Во таа смисла има апсолутно право Тони кога вели може да или Софија кога вели не ме интересира кој е во публика, ме интересира актерите, луѓето да видат и да ја ценат представата што играме. За почитување и непочитување, само до тука да разграничиме. Значи почитувам, доаѓам, тоа ми е обврска, ги почестувам колегите, се знаеме, ние по 20-30 години, некои се студирани заедно. Значи тоа е едно почитување, само заради тоа зборам и непочитувањето, друго ништо. Но тоа е помалку важно од она што го спомнавте на почетокот. Малите буџети за МНТ, генерално, малите кратењето на платите на уметниците, односно на луѓето во Да, тоа се навистина горливи проблеми, да. Тоа не може да не ве допира. Како не ме допира, како не. Сите актери се повеќе или помалку задоволни од креаторите на политика. Ние секој од нас си пати на различен начин од различни решенија. Конкретно јас да речеме сум во истата група, ние имаме 4 групи. Значи така е нашата систематизација направена. Јас сум се уште истата група откако сум се вработила, а веќе сум 19 години во театар, така што природно е да верувам дека не ми личи да сум на тоа место, при тоа имам навистина сработено доста во сето ова време. Така што секој има нешто кое што го возбудува на негативен начин и со кое што се бори, да. И добро, не сме имуни на тоа. Мната на 80 години, зрел театар, искусен, остарен, му треба модернизација, реформа, што му треба и каде го гледате МНТ? Нови вработувања му треба да. на МНТ, сигурно едно десетина нови млади ликови да им се даде шанса. Да. Тука некако, за жал, се уште кубуриме по
ајде пак да не мрачам, наместени конкурси кои се буткаат, се прават, се комбинираат некакви идиотизма, ги малтретираат децата, ги фрустрираат, пробаат да им го убијат кејфот за театарот. Меѓутоа, очигледно и кај повеќето наши млади колеги, љубовта е преголема. Мислам дека треба да се дадат средства за театарот, да се вработат нови сили, малце сме, мената е малце стар ансамбл, ако го гледаме реално. Го има она што кажуваш сега? Туркања, лобирања, притисоци, протекции? Има. Тоа не сме имуни на тоа. Мислам, и не е само мената, сите театри патат од тоа. Ја лично сум бил во комисија за примање, сум имал 10 повици кои ме извадиле од кожа. А ја не мислам дека во нашата професија треба да се гураме преку ред и по протекции, него тоа е многу видливо. Така видлива е, значи ќе се види на сцена. Да. Едноставно е. И мислам дека само тоа на мената му фали. Му фали нормално поголем буџет. Фали на секој театар тоа, затоа што има еден куп млади луѓе кои што се невработени, значи тоа е едно од моите најголеми таги кои што ги согледувам сега. Значи, ние имаме веќе млади актери кои што не се толку млади, не се вработени, меѓутоа се исклучително квалитетни. Едноставно треба сите тие да си го најдат своето место. Така е, но што се случува со Прилепски театар? Што се случува со Прилепски театар, да. Тоа е страшно. Да. Мислам, ја не ќам да мрачам, пак ја кажам, се затвора театар, чудно време за културата, 800 тужби добива министерот од колеги заради намалувањето на платата, месец дена чекавме пред Великден без плата, 21 ден бевме оставени. Не мислам дека во културата има тенденција, односно, знаеш како, мислам како да се нема концепт. И тоа, спојувањето на туризам и култура, мислам дека беше може би оптоварување за тоа министерство да функционира премногу обврски, мислам дека се ставени. Културата е обемна, оти не сме само театрите, тука се библиотеки, музеи и онака е преобемно за да може да го хендлаш све тоа како што треба. Но нешто не ми е, системот не ми се допаѓа за сега како се движи и каков е третманот кон културата. Добро, бидејќи сме на крајот на 2025-та, што очекувате од 2026-та? Има надеж дека, еве, например, бидејќи министерот е ваш колега, веројатно најдобро го... влада очекуваме, ништо друго. Да си оди, така го најави. Јас дојдов за Барбари да зборувам овде. Не, се толку ќе завршам. Не, мислам очекуваме дека... Што очекувате од актуелниот или новиот евентуално министер за култура во 2026? Да ни го одобри планот што го имаме како театар, да ни го одобри, да ни даде доволен буџет да ги повикаме тие гости што сме ги испланирали и режисери да играат, да режираат во мената. На нас во мената ни е битно да се вратиме на светската мапа на фестивали и од таму да се носат некои награди кои што луѓето ќе ги туркаат природно во групи и никој нема да може, ќе им го верификува трудот. Наградата може би запоставена овдека во Македонија, затоа што имаме еден фестивал на кој што реално можеш па и да земеш награда. Не ги подценувам другите, ама тоа е тој доминантниот Чернодрински. Кој во град кој што во моментов нема театарска куќа, значи тоа навистина, ако нешто е недозволиво, според мене тоа е недозволиво. Па и Битола нема театар, исто, тоа е срамота исто. Би сакал да има аеродром театар да се изгради еден скопски градски театар. Па едно 15 години го зборам дека на аеродром му фали театар, исто тоа е градоначалникот нека си подразмисли или министерството. Стварно има еден мултикулти скопски театар кој што би бил стварно ќе покаже вистинската слика во кој што ќе бидат запослени секакви сите луѓе од сите народи, народности. Не знам. Да, мојата визија се нови театри. Нешто ќе се случи. Прилеп дека ќе добие театар, Куманово дека ќе добие и албанска и македонска драма, оти сега и таму немаат театар, два театри има и албански и македонски во една никаква сала. Допира ли овој град на совеста на општеството до тие што треба? Види, ако го поставите вистинскиот човек, не сепак мислам, знаете како, да не се зезаме, немој дека ме разберат погрешно. Мислам дека е до главниот човек. Пак ќе кажам, ние имавме пред 8 години една структура на власт во која што најверојатно премиерот ја почитуваше културата на некој начин и у тоа време се изградија 7 театри, се запослија околу 250 актери низ театрите во Македонија, се добива буџети, се снима некои филми. Очигледно е до првиот човек колку ги гледа битни работите, дали е тоа само, не знам, економија или тука и културата, и медицината, и образованието и се. Да, и колку е важно. Мислам дека тој, ако е таму на места на работата како што треба, све друго ќе функционира. Не знам, може греш. Со тоа се согласувам, да. Софија Насевска Трифуновски и Тони Михајловски, многу ви благодарам за овие искрени. Се надевам не го смрачивме. Ја посебно Софија весела и одличен беше разговор. Има една реченица она што е многу добра, да се прецени човек. Не е лош.
Но може човек и да скокне и да се крене, но да си ја намериш цената, тоа значи да се наведнеш за да можат другите да ти се качат на глава. Точно, нели? тоа е ситуацијата Да. во нашиот македонски народен театар. Фала ти. Почитувани, тука е крајот на ова денешно издание. Се надевам дека уживавте низ разговорите со Софија и Тони. Останете на фреквенцијата на Телма и имајте убав ден.